Ултрамаратонецот Тони Манев од Штип за себе има неколку успешни предизвици, а како најголем предизвик е трката на Алпите во Швајцарија во должина од 270 километри. Манев гостуваше во спортскиот магазин Трибина на М-нет телевизија, а тој открива дека најпрво започнал со фудбал, а потоа продолжил со трчањето. Јас започнав најпрво да се бавам со фудбал од пето оделение, значи во фудбалски клуб Брегалница и па да кажам некаде тренирав и во Јака Радовиш и во Собо во Кочани до некои 23-4 години. Потоа се бавев и натаму со фудбал, нели, меѓутоа не професионално, да кажем, рекреативно, а во трчањето влегов пред некои 6,5 години. Значи релативно нови сте во трчањето. Па да, релативно нови, да, во поготово планинското трчање, бидејќи првата трка ми беше на кеј на Вардар во Скопје, асфалт, и тука заврши асфалтот, се преориентирав веднаш на трейл трчањето, на планинското трчање. Се залюбив во тоа трчање и тука сум еве ден денес. Мане вели дека за да трчате планинско трчање треба да ја сакате природата, а овој спорт е релативно млад во однос на другите спортови. Најпрво за да трчате планинско трчање треба да ја сакате природата, значи секогаш сум бил влюбеник во природата, во планините. Меѓутоа ете не сум имал можност или не е бил толку развиен овој планински спорт кај нас во нашата држава, иако и овој спорт е сепак релативно помлад за разлика од другите спортови. Па кога почнаа да се организираат трки во нашата држава, почна нели да се популаризира овој спорт. Начекав прилика да кажам и почнав на некој начин со трки, со тренинзи. Најголем предизвик кој Манев успешно го имал со владење трката на Алпите, каде Манев истрча над 270 километри. Овие трки, поготово овие ултра трки, значи пред се задолжително мора да носите храна, дел од храна со себе, значи мора да сте спремни дека 20-30 километри или во превод едно 5-6 сати вие мора да имате храна и вода доволно за не знаете нели какви услови ќе има, може ќе задржите и многу повеќе сати во тоа време. Значи првото е дека храна треба да имаш со себе, на контролните точки на пунктовите има исто така храна, меѓутоа таа храна е лесна храна, да кажам, нешто што го конзумираш минута-две, зимаш и бегаш. Сега на овие ултра трки над 100 километри, 200 или 270 конкретно за ова што беше, храна да седнеш да јадеш имаш на, ево да кажам, на 60 километар беше она првата храна да можеш да се најадеш. Има на одредени точки и поставено и душици за ако сакаш да спиеш, меѓутоа спањето е нашето конкретно беше 10 на 20 минути по ноќ. Имаше на две места и доколку сакаш и да се тушираш, нели? Сега сето тоа е губење време, меѓутоа сето тоа па ти дава малку те крева 3 ноќи, 4 дена или у превод 87 сати. Манев успешно го совлада предизвикот на Алпите. Трката од 270 километри ја помине за околу 87 сати, а во иднина пред него ќе има нови предизвици.